Искрено, расправата почна жестоко. Заврши мирно, лекот е дебатата. Еден пример на аргументирана делиберативна демократија. Самиот наслов доволно говори. Би сакала повеќе вакви наслови. Дополнет предлог на закон. Не само што дебатиравме во рамките на 3 комисии, туку отворивме и јавна расправа. Се чини дека ние жените покажавме дека имаме имунитет кон авторитарен пристап. Имаше представнички од сите мрежи, никоја од нас не се разболе, ама резултатот мислам дека е еден здрав закон. Што сакам да кажам? Се додека носиме закони за спречување и заштита на насилство врз жените и семејно насилство, проблемот постои. Зошто? Проблемот не е само психолошки. Проблемот е социолошки. Само фрустрирани, несреќни луѓе, кои не можат со зборови да се разберат, посегаат по насилството. И за жал, пофрагилни се уште се жените и децата. Како што зборува Толстој за природата на несреќните семејства. Значи, несреќно општество продуцира исто така влијае врз природата на семејствата. Ова не е само женска извојувана битка. Бидејќи инструментите внатре не се само казни, не се санкции, туку понекогаш ги охрабруваат мажите и семејството, за вистина да не треба да зборуваме за парохијална, за поданичка политичка култура, туку за партиципативна. И се чини дека учењето на демократијата почнува дома, во третманот на децата и на сопругите како рамноправни личности. Може би затоа во многу политички системи дури и нема именка ти и на децата им се обраќаат со вие, како на персони. Зошто дојдовме до вакво решение? Прво, постапката беше редовна, реков, имаше јавна расправа, се ангажира и клубот на жените, ај да не бидам егоцентрична, и комисијата за еднаквост на жените и мажите. Ама, имавме и неформални средби, еве признавам ние, неколку пати, таму ослободени од процедуралните диктати или од процедуралните норми, успеавме работите и на еден неформален начин да ги разрешиме. Што најмногу мене ме радува? Најмногу ме радува тоа што во делот за координативното тело свативме дека не секогаш собранието е наспроти владата како контролна власт, бидејќи телото не е владино тело, туку е национално координативно тело во кое што треба доминантен да биде принципот на соработка. Ние почнавме, значи, со соработка. Што да речеме ни останува понатаму околу составот на телото? Се разбира дека ако е тело во кое соработуваме, треба да има представници и од клубот на пратеничките, но исто така и од Комисијата за еднаквоста. Се разбира, никогаш не председателките на овие два тела. Веднаш сакам да кажам. Што останува да доработиме? Ми се чини дека оние иницијативи и укажувања од Полио Плюс околу лицата со посебни потреби. Но основата и рамката е одлична. Јас мислам дека нема проблем и тој проблем да го решиме. И ќе се радувам на закони во кои што има и финансиски импликации. Некој веќе го кажа тоа. За жал или за среќа, значи без средства, тешко можеме овие стандарди, кои одговорно тврдам се меѓу највисоките што се имплементирани во некој закон, значи тогаш ќе можеме
и во праксата да речеме дека не е ова само правен илузионизам, туку е реалност во општеството. Долг ни е патот, но мислам дека заедно добро зачекоривме и затоа јас кажувам дека со задоволство ќе го поддржам овој закон. Со задоволство јавно ќе кажам дека благодарам за кооперативноста, за разбирањето, па и на председавачот ќе му се заблагодарам, на подпредседателот, што не толерира во репликите кои не се многу во согласно со деловникот. Мислам дека тоа е разбирање на важноста на овој закон, кој е далеку од тоа дека е само феминистички изблик или потреба, туку дека човекот го штити, дека семејство без родители и луѓе кои се негови членови, кои се обидуваме на некаков начин да се однесуваат пристојно, штитејќи ги другите, а не загрозувајќи, дека ќе помогне и во демократизацијата, па ако сакате и во среќата на едно општество. Благодарам. Ви благодарам.